Европската комисија се надева дека ќе успее планот до крајот на годината да се одржи првата меѓувладина конференција со Северна Македонија. Тоа е проценката на Оливер Вархеј изнесена за време на денешната посета на земјава. Еврокомесарот, кој дојде во Скопје ден по објавувањето на извештајот за Северна Македонија, вели дека за ова прашање во текст се преговори меѓу земјите членки и побара трпение. Уверен е дека дипломатијата ќе успее да ги надмине проблематичните теми како што се историските и идентитетските прашања кои Бугарија се обидува да ги наметне како услов за Северна Македонија да ги почне преговорите за членство. Во интерес е и на Бугарија и на Северна Македонија да најдат решение за прашањата кои предизвикуваат недоразбирања. Без да се разјаснат работите ќе биде многу тешко процесот да се придвижи напред. Ова е моментот за да се постигне договор. Гледам посветеност кај премиерите Заев и Борисов и се надевам дека ќе успеат да изнајдат решение. Да се дојде до решение не е невозможно. Премногу не би драматизирало околу прашањето кое сепак е сериозно. Уверува дека Брисел ќе направи се што може за да го олесни процесот. Според Вархеј, вчера објавениот извештај е потврда дека се исполнети условите за старт на преговорите за членство, чин со кој треба да се согласат сите земји членки. Премиерот Заев најави дека наодите во извештајот ќе се искористат за наредниот владин акциски план. Јас како премиер, заедно со министрите, од анализата на наодите од извештајот, ќе ги искористиме укажувањата на Европската комисија за проверка на нашите акциски планови и стратегии од првиот кластер од поглавијата за преговори, посветен на темелните вредности, кои натаму ќе се преточат, се надеваме, во преговарачките позиции на нашата земја. Во обраќањето пред парламентот Вархеј порача дека оваа година била клучна за земјата и дека тој ќе продолжи да ја поддржува. За стратешкото значење што Западен Балкан го има за Брисел, според Еврокомесарот зборува вчера усвоениот економски и инвестициски план за долгорочно закрепнување тежок 9 милиарди евра, кој треба да му помогне на регионот да излезе посилен од кризата и да го забрза процесот на евроинтеграција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.